Здраво, другари! Добродојдовте во најновата епизода од Децата зборуваат. Денеска имаме еден фудбалер кој што се вика Петар. Значи, денеска многу спортска емисија имаме. Се надевам дека сакате да видите што следува. Веќе ви е познато каде се наоѓаме. Се наоѓаме во нашето царство, нашето дома. Тимота, кој што ова лето ве очекува сите на нивните летни програми и се што имаат најразлично да ви понудат, а секако ги пиеме најубавите сокчиња на Витаго Сокогорица. Може да почнеме? Да. Како сакаш да те најавам? Голем. Голем фудбалер. Добар. Нашето другарче за денеска е еден мал, но голем фудбалер и најдобар тука во Македонија, јас може да кажам. Ако грешам ќе ме поправи, а неговото име е? Петар. Петар, колку години имаш? Ја имам 7 години. И како на 7 години да бидеш толку голем фудбалер? Тренирам со мојот тренер што се вика Марио. Значи, тренерот Марио само големи фудбалери тренира? Да. Така, мали? Мали на 7 години. Како се станува голем фудбалер? Па само да тренираш. Ти колку време тренираш фудбал? Ја мислам тренирам неколку месеци. Значи, од неколку месеци замисли кога ќе тренираш една година, што ќе стане од тебе? Познат фудбалер. Сакаш да бидеш познат фудбалер? Да. Што прават познатите фудбалери? Па јадат како зеленчу, силни да бидат. Ако не си познат, не се јаде зеленчук или зависи? Зависи. Дали може фудбалот да ти биде и работа или може само да ти биде хоби? Хоби. А работа, дали може некој да работи фудбал? Да. Фудбалер да биде, да? Што е работата на фудбалерот? Па да игра фудбал и да даде гол. И Одлично. да се дрибла. Што значи тоа дриблање? Дриблање е значи ја водиш топката како да правиш некои финти. Тогаш чим почнавме, јас ќе ти поставам ја тебе еден поим, ти мене еден поим. Што значи тоа црвен картон во фудбал? Црвен картон е значи треба да излезеш од игра. Еве, на пример, црвен картон добиваш кога допираш рака. Како допираш рака? Вака како направиме да пукна, тога значи црвен картон. Еве топката, ако вака ја шутне некој јата допран, тогаш е рака. А смеат гоманите да чепкаат рака, зашто они се гомани и имаат ракавици. Само тој што е со ракавица, тој смее да чепка со рака. Кажи ми, затоа што јас не се разбирам од фудбал, како можам да разпознам кој е голман, а кој е играчка? Можеш да разпознаш зашто голманот е поголем, а играчот е помал. Зависи или играчот е поголем од голманот. Или зависи, значи по тоа. Ми кажеш што е црвен, што е жолт картон. Жолт картон и не треба да излезеш на клуба. Зашто колку даваат жолт картон? Тие што фаулираат, клизач. Што е тоа фаул? Клизач е кога некој ќе се лизне, ако имаш овде копачки и такви, и таму се лизнеш во нога, и ако ти дадат црвен, одиш таму. Ако ти дадат жолт, уша седиш. Само ако добиш 2 жолта, излегуваш. Така, а клизачи се со копачки може да се прават или може само со за скијање, со скии само се прават клизачи? Само со копачки. А со скија ако направи нешто? Не, можеш и со патики, со копачки, со скија не можеш. Не се прават клизачи? Не. Што е тоа пенал? Пенал е како фрикик, ама фрикикот е подалеку од пеналот. Пенал е како таму што има точка, ја ставаш таму топката, шутираш лево, десно или право. Так, а што е тоа корнер? А корнер е кога голманот ќе спаси да се фрли лево, десно или право, и ако отиде вака ја чепне, тогаш е корнер. А дриблинг? Дриблинг е како финта некоја. Какви финти има во фудбалот? Ти знаеш да правиш финти? Да, ја знам. Какви финти? Не знам.
Многу добри. Кој те научи или само така ти доаѓа да правиш финти? Не, ја научив од мојот татко. Твојот татко знае финти со фудбал да прави? Да, точно. Да? Кој го научил него? Него го научил дедо. Аха. Дедо му. Значи, вие дома сите сте фудбалери? Да, и мојот братуче. Ту колку фудбалери Имам вие втор дома? братуче, што се вика Славен, има 5 години. Он тренираше фудбал, но сега не тренира. Тато и ти сте фудбалери, Да, така? и Михаил братуче. И Михаил братче. Дали мајка ти е фудбалерка? Па малце знаат да брани и да дрибла. Значи, кога нема некој за бранење, мама ја викат? Да. Да, тогаш мама брани. А кажи ми, дали фудбал може да се игра само надвор или може и дома да се игра? Само надвор, да со дома можеш да искршиш нешто. Од кај знаеш да не си играл фудбал дома? Сум играл и сум искршил. Што се искршил? Па на телевизорот таму, една вратичка, што се отвора. Аха, вратичката на телевизорот. Некој прозор? Никој не. Некоја вазна? Не. Некоја врата да не си удрил? Врата не сум искршил, ама ударил. Друго нешто што си искршил, што си удрил низ дома? Ништо. Ништо? Не. И како ти дојде така идеја фудбал дома да играш? Па не знам, го гледам на некоја Америка, фудбалер што најдобро те игра. И викаш, дај и јас да пробам дома да играм. Не, викам, ај таа направам финтата, да пробам дали ќе ми успее. И ми успева. И ти успеа и финтата и вратичката отиде. Не, врата не отиде. Вратичката на телевизорот. И што ја направивте после? Не знам, нафрлихме во канта. Така рамново? Нешто ти рекла? Па, полека те играм. Да не играм као Како што? одличен фудбалер. Можам дома те играм обичен фудбалер. Ама кога сум надвор на терен играм одлично. Значи, дома се игра како обичен фудбалер, а на терен како одличен фудбалер. Браво, Пепо. Многу научивме за фудбалот. Нешто друго да не кажеш плюс за фудбалот да не сакаш? Не. Нешто да ме прашаш мене? Морам да те прашам, знаеш што е фрикик? Не. Фрикик е таму кај што треба некој те го клизна, ама како еве таму да видиш ќе те го гола. Жив зид е вака да направиш, треба да седиш како зид. Како зид? Како зид вака и кога ќе шутне топката да се свртиш, да не те удри. А зошто вака ја ставаш раката за зид? Да не те удри овде, да не те боли глава. Да не те боли главата, челото да не ти гудри. Која опрема треба да носат фудбалерите? Фудбалерска опрема. Што е разликата помеѓу копачки и обични патици? Па, копачките копаат во земја кога сум на терен. А патиките кога сум на терен не копаат. Како копат, па не уништуваат земјата, како може да не играте има на... такви бучки. Да. И кога ќе одат вака стапнува, тие големите фудбалери познаете, вака стапнува и требата како има дупчиња некој. И во тие дупчиња може да ставиме семе и да насадиме цвеќенца после. Не. Зошто не? Треба ушеното семе, зашто ако има цвеќе, тогаш не може да се игра. Не ќе може да се игра фудбал, не. Не е дозволено да се има цвеќиња на фудбал, треба да се има трева. Кој ти е помилен фудбалер? Мене? Да. Ба од старите, Марадона, Роналдо Назарио, Роналдиньо, Маналдини. Кај знаеш толку многу фудбалери? Зидан. Со кој фудбалер би сакал ти да играш? Јас. Да. Ќе одберам Марадона, Роналдо Назарио, на тие се многу стари, умреа више. Марадона, Роналдо Назарио, Зидан, Роналдиньо, Малдини. До колку години си игра фудбал? До 40 години. И после што прават тие фудбалери? Одат во пензија. А што е тоа пензија? Пензија е да не играш фудбал, зашто си више стар.
И што прават после тие фудбалери што идат во пензија? Што прават тие во пензија? Па работат нешто, не е фудбал, зашто више се стане. Еве, на пример, Роналдо еве новиот има сега 39 години. Уште една година ќе има 40 години и ќе оди во пензија. И што мислиш, што ќе работи он во пензија? Вака на што ти личи? Не знам. На што ти личи дека би работел? Може да биде продавач, да помага на луѓе, полицаец. Да, мислам дека може да биде Роналдо полицаец. Да, личи така на како на полицаец? Да. Ти кој ќе пораснеш фудбалер ќе бидеш така? Да. А кој ќе каде би играл? Ја каде би играл? Да. Кога ќе пораснам, би играл во Бразил. Зошто баш Бразил? Зашто ги има моите милени фудбалери. А кажи ми, кога ќе бидеш во пензија после фудбал, со што би се занимавал? Или полицаец, или филмаджија. Што е тоа филмаджија? Филмаджија е да снимам луѓе. Така се вика тој што снима луѓе, се вика филмаджија? Да? Да? Да, ќе снимам кога ќе да одам во пензија. Значи ние за следната сезона тебе да викнеме, ти можеш да не снимаш. Може? Може, ама кога ќе одам во пензија. Ама сега следната сезона нас ќе ни треба. Ако ни треба на следната сезона некој да ни снима како ти што викаш филмаджија, можеш да ни излезеш во пресред да те викнеме? Може. Ќе бидеш најмладиот филмаджија на светот. Ти ме да ми спомна дека одреден број на фудбалери шутираат со едната нога, а друг дел шутираат со другата. Која е разликата? Разликата е, еве некои фудбалери шутираат и со десна, не, со десна и со лева. Ама некој шутира само со лева и десна. И што е разликата? Па, со лева после му шутираат од десна. А со десна? Со десна после во левата. Ти со која шутираш? Со лева. Со лева? Процентуално повеќе со лева или со десна шутираат? Лева јас. Со лева како теба? Ти ми кажа дека сега завршуваш второ одделение и ќе бидеш трета. Да. Како ти е во училиште? Убаво. Многу се добри наставничката Сашка и Александра. А другарчињата? Таре се сафркавам, ама таре го викам Бубу нагалено. Зашто? Така, најдото. Сигурно е многу сладок. Да. Таде ти е најдобар другар? Да, најдобар. А дали имаш симпатија? Не. Зошто? Чекај, ти голем, фудбалер, убав, мангуп, ја ваква фризура до сега неам видено, не знам кој ти ја правил, и да немаш девојка, значи мислам тоа штета. Правил? Лиска. Многу убава ти ја направил. Да, со линија. Ептен, баш фудбалерска, вака те видам оддалеку, одма ќе знам дека си фудбалер. Кажи ми сега, не ми менувајте ма. Како можеш ти да немаш ни симпатија ни девојка кога сите овие работи што ги направив си стојат? Добро, имам девојка, ама не сакам да кажа. Дали она знае дека ти е девојка? А? Знае она дека ти е девојка? Да, не знам. Да, не знам. Да, си кажал? Нешто ми ја кажа. Па од кај знаеш дека знае? Не мора да го кажуваме името. Па не сме познани. Ја ја гледам цело време. Како ја гледаше? По очи. Како тебе ти се засвиѓа симпатијата? По ликот, како рече. Учи многу? Не знам, учи во Александр Македонски. Учи ептен. Да. Како тебе? А ти во кој училиште си? Димитар Македонски. Па како си нашол во друго училиште симпатија? Мајка не кажа. Ама мене една симпатија ме сака. Која? Мене ме сака, она ме сака. Од каде знаеш? Зашто трча по мене секој сака да ме фати. И што преко ќе... Чекај, ти многу брзо бегаш, она јас претпоставам дека не може да те фати, дека си многу брз, така? Ама ако те флеш. Ако те како флеш, значи тоа е птено да те гледа тука, после вуп те нема. Што стрчаш толку? Што? И ме нема. Како вака и те нема? Да. И што ќе направи кога ќе те фати симпатијата? Што мислиш, зошто сака да... Ке ме гушне нешто. Па ти не кеш да се гушнеш со нејза? Не сакам. Зошто да не сакаш да се гушнеш? А со мене ќе се гушнеш ли на крај? Да. Добро. А еве јас на пример ако имам симпатија, како да ја кажам дека ја свиѓам? Тоа не знам да го објаснам, тоа е многу тешко прашање. Не знаеш, тешка? Ајде, кога ќе ти текне ќе ми кажеш. Може? Што се тоа тешки прашања?
Тешки прашања се кога ќе кажеш нешто тешко. Аха, како ја сега, значи ептен тешки прашања Тоа е поставам. прво одделение, наставничката ми кажува колку е 39 минус 20. Тоа е ептен тешки прашања. Дали ти се идеше на распуст или не ти се идеше? Не ми ситаше. Не? Ич. О, и како се распуштивте, вака се гушнавте, си кажавте чао, ќе се видиме следната Со година. другарите се. Ќе се гледате со другарите пак за распустот? Се Да, пред договоривте? некој ден се гледал со мој другар Калин, Аха, игравме фудбал нешто против некој од ФК Агромолек. аха. И значи ептен добро се дружите. Кажи ми, што е тоа распуст? Распуст е 3 месеци, е 90 дена. 90 дена трае распустот. Да. Според тебе, тоа е многу или малку? Тоа е многу, Да? премногу за мене. Што ќе правиш ти сега цел распуст овие 90 дена? Не знам, ќе одам на одмор во моето село, во Охрид, Ту па ти цел 90 дена ќе шеташ? да. Во Грчија ќе седам 8, 9, 10 дена, Леле. Охрид 5 или 6, Па пепот, па ти 90 дена ептен вака ќе ти поминат. кој Стевник Аха. 9 или 10. Со кого ќе одиш? Во одмор, Да. со мајка ми, само мама. Со мама најубаво друштво. Зашто татко ми има работа. Најубаво друштво. Така, ти со мама и со тато многу се дружиш? Да, ја, тато ми е најдобар другар. Тато ти е најдобар. Да. Зошто е тато толку посебен да ти е најдобар другар? Зашто се ми купува, Аха. кога сакам нешто да ми купи, он секад ми купува. Си кажувате тајни со тато? Да, се кажува на 100%. Кој повеќе чува, ти или тато? Ја не го повише го чувам. Ти него повеќе го Да, чуваш? и он мене. Заедно се чувате? Да, заедно. А дали ја чувате мама? Да. На кој начин ја чувате мама? Така шарен. Шарен, кажи ми, зошто твојата мајка е најдобрата мајка на светот? И она ми исполнува желби. Друго? Она ме запиша во ФК, Значи она те запиша на фудбал? Да. И уште едно нешто, еве три нешта да кажеме зошто е најдобрата мајка на целиот свет? Еве, ми купува секојаш топки. О, ептен е добра. Колку топки имаш дома? Јас. Да. 6 оригинални. Оригинални од Ливерпул, Реал Мадрид, там е дупната, од Евро, Ја вако фудбалер до сега немам средната. ФФ топка. Вако фудбалер немам средната. Ти нешто ми кажа мене пред да влеземе тука, што ќе им купиш на мама и на тато кога ќе бидеш многу успешен и голем О, фудбалер? Ферари. Плав Ферари. Чекај се, мама сака црвен. Да, мама сака црвен, а тато плав. Као мене плав. Ја ќе си купам темно плав. Сега ти ќе имаш темно плав, тато плав, а мама црвен. Кој мислиш кој најбрзо ќе вози? Мојот. Твојот? Мојот. Ја мислам на мајка ти. А ќе видиме баш. Ајде ќе видиме, ќе се тркаме на нас, што ќе ни купиш тука? Овде? Да. Еве на мене што би ми купил кој ќе бидеш еден познат фудбалер. Не знам некој богат. Некој богати? Така ти личам ја како за богати Да, дека да. би возил. Па ајде може, не мора да е Ферари, може богат. Дали треба да се читаат лектири за време на распустот? О, да, треба не 3, туку 4 или 5. Ти читаш лектири? Ја до сега сум ги прочитал Зоки Поки, Касне порасне и Грда за пајка. Која ти е најубава тие? Зоки Поки најсмешна, најсмешна. Многу е смешна. Мене знаеш кој ми е омилен лик во Зоки Поки? Девојката на Зоки Поки. О, Лидија. Лидија, да, ептен ми е омилен лик. Што прават наставничките за време на распустот? Не знам, одат некаде, може таа сретнеме некаде. Може да ја сретнете? Можеме таа сретнеме. Си сретнал до некогаш Да, некој сум ја сретнал на самничката Сашо. И што ја рече? Ми рекол на самнички. Да, оната гушната баци секогаш што те... Не бати. Зошто? Само на гуш. Само се гушкаат наставничките. Што мислиш, што... Ако е среќен роден ден. Значи, наставничките само за среќен роден ден те бацуваат, иначе за друго не. Како им покажуваш на твоите родители дека се грижи за нив? Исполнувам жел. Кој желби ми исполнуваш? Не знам, да бидам умен. Да тебе,
па ќе ме рече, мама, ајде сега до 10 сати, 10 сати, трчам до дома, легнувам. А што би се случило ако цел распуст, односно 90 дена, како што ни каже, врне? О, така, е многу жално. Многу жално? Да, нема да одам никаде, дома. Што ќе правам дома? Што правиш кога си дома вака кога врне? Ништо. Комисија. Што правиш? А? Лежам по дома. Дома која ти е најубавата активност, освен фудбал што играш? Активност. Да. Па цртам нешто, многу сум добар на цртање. Зошто не ни донесе некој црташ? Ке те Абе, видам. јас сум го нацртал Соник, професионално, подобар од провозне. Како си го нацртал професионално? Не знам, го прецртам некој цртеж, ми успеа. Што е тоа сон? Да сонуваш. Што значи тоа да сонуваш нешто? Еве, као страшно нешто да сонуваш. Ти сонуваш често? Да, Што сонуваш најмногу? ништо, понекогаш страшно нешто. Да, ама не е убаво Се страшно. извадувам од памет. Како се извадуваш од памет? Станувам модна вака, кога спием, сега разбудувам очите, ништо. Така, а Ја не сум во тој. и толку завршен. Само вака се спием. Ама знаеме дека е тоа сон и дека не треба многу да обрнуваме внимание. Што сонуваат мајките? Не знам. Што мислиш, што сонува? Еве мама, што сонува? Како ја чувам сега. Ти како ја чуваш Да. днес? Тоа би сонувала мама. Одлично. А тато што сонува? Исто како мама. Исто како мама дека ги чува. Значи ти си многу грижлив син. О, ја многу сум грижлив за Кој е главен кај тебе дома? знае. Како сте избрале баш ти да бидеш главен? Учењето. А ако ти би бил директор во училиште, Што би правил? што би правил? Па нека дојде на моја класа ке Кога би рекол? Кога да дојдат децата во училиште? Кога не да се умни нешто се тепа. Да, како би бил? Од колку часот ќе си иде во училиште ако ти си директор? Од 3 сата. Од 3 сат. Колку време ќе седат децата во училиште? 3 сата. Само 3 сат. Не. Од 7 до 3. Кои активности ќе ги имаат, кои предмети? Музичко и што као мене. А дали одморите ќе траат колку сега што траат или повеќе? Повеќе. Колку ќе би траел еден одмор? И задолжителен час би бил фудбал. Да. Ја се на брзинка пешувам, одам надвор, штирам, стра. Што е тоа нервоза? Кога некој ќе се изнервира на некој. А ти што не ми дозволуваш да играм фудбал? Тоа е нервоза? Ти зашто најчесто се нервираш? Ја што се нервирам? Кога не играм фудбал? Само тоа. Само тогаш и како ти поминува нервозата? Кога ќе ме пуштат да играм? А кога се случува да не те пуштат да играш фудбал? О, не знам тоа. Не се случило тоа до сега. Никога не се случило кај мене. И јас се надевам дека понатаму нема да се случи, затоа што за волку добар фудбалер, нели? Не смее да се случи да му речат нема да играш фудбал. Како знаеш дека некој е голем? Како се станува голем? Од колку години? Од јадење, а како се станува голем? Од јадење, спиење. Значи треба многу, колку треба да јадеш? Многу те изедам. Еден тај, па нема ниту една тушка. А колку време треба да спиеш за да станеш голем? Една година. Една година без да се разбудиш? А, не. Тоа не знам, 3 сата, нешто 2 сата. И ти вака се осеќаш како голем или како мал уште? Како горе. Како голем, од кога стана голем? Од 5 години. Ми кажа дека најдобар фудбалер што најмногу ти се допаѓа Марадона, така? Марадона, Роналдо Назарио, Малдиньо, Зидан. Чекам оце. Марадона, Роналдо Назарио, Роналдиньо. Кажи ми што јадат за да бидат добри фудбалери? Сите добри фудбалери. Протеини. Што се тоа протеини? Протеини се зеленчук. Друго што јадат?
Која е храната? Месо. Која е храната на фудбалерите? Месо и протеини. Тебе кој ти умилено јадење? Од зеленчук. Од било што. Умирено марува. Имена. Мене многу ми убава. Имена, ден ми е убаво. Ја прва не ја сака. Ама кога ја проба? А брокола? А брокола? Покажи ми како ја гледаш симпатијата. Кога ќе ја видиш како ја гледаш. Не на која ја гледаш, каков поглед ти праќаш ти. Кај научиме како се намигнува? И од кај се научи толку финтачески да намигнаш? И од кај се научи? Од еден опко. Значи симпатијата која ќе видиме што треба да ја направиме. Така. Браво, ти така и правиш. Што би се случило ако цела недела немаме интернет? Ќе играм фудбал. Ќе играм фудбал. А другите еве мајките, татковците, што би правеле ако нема интернет? Тоа да ја на работа нешто по компјутерот, ќе чепка нешто. Што мислиш, би обстојале, би издржале ако нема интернет? Би издржал. Да, ти би издржал. Само топка да имаш и ништо друго не ти треба. Само топка ми треба. И ништо. А што ако некој ти ја земе топката? Што ако некој ми ја земе топката? Јас имам така 6 топки, уште една се земам, што ти дам. Да не ти остане само таа издишената што ти е? Не? Ми Ливерпул. А таа Ливерпул, извини, заборев дека не е издишана. Сакам да им дадеш совет на другарчињата како да бидат добри фудбалери како тебе, умни деца како тебе и да бидат најдобрите ученици во училиште. Што би ги посоветувал другарчињата како да бидат како тебе? Што треба да прават? Треба да јадеш. Што да јадеш? Зеленчук, протеини и не спомнам за... За какво? За праски, малини, јагоди. Значи јоваш, ја? Да, јоваш. Добро, друго нешто? Треба да тренираш за да станеш како мене добар фудбалер. Друго нешто како? Неколку месеци. Неколку месеци доволно се? Како да бидат толку добри деца како тебе? Па треба да ги слушаат родителите и наставничките. И како толку многу петки да имаат во училиште како тебе? Треба да учат, там не одат под клупите се пикаат некаде. Не е убаво така. Тоа не е убаво. Дали ти беше интересно? Ми беше интересно. Дали ќе дојдеш повторно? Ќе дојдам повторно, да ги гледам дечките. Да ги гледаш дечките, за колку време да те викнеме пак? Не знам, може другата, во сабота ќе одам во Грчка, може во другиот петок. Може, кога ќе ни треба помош околу камерите, тогаш да те викнеме? Да. Сигурно ќе ни помогнеш. И со кој ќе донесеш со тебе следен пат кој ќе дојдеш? Мој братовчет Михаил. Речено, сторено, си даваме збор, значи кога некој ќе си даде збор и кој ќе си подаде рака, мора тоа да се оствари, така? И дали сега ќе ме гушнеш еднаш, ќе да си кажеме чао? Да. Дојде се гушнеме. Дојди. Ти благодарам. Денес научивме многу нови работи. Научивме многу нови работи за спортот. Научивме за кошарката, научивме за фудбалот. Што е тоа црвен картон, што е тоа жолт картон, што е тоа корнер. Во овие летни денови ние се освежуваме со сокчињата на Витаго, Соко Горица. Ви предлагам и на вас исто, а секако се наоѓаме во царството на тимот А. Ви препорачувам да се јавите, да ги посетите и да видите што интересно може да ви понудат. Тука секој ден е забава, секој ден е игра. Покрај сите нови работи научени денес, научивме и како се намигнува на симпатијата. Се гледаме во следната епизода. Чао! Деца да зборуваат!